Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам што и ова попладне убравте да бидете на нашата фреквенција, на нашата телевизија. Од своја страна уште едно распеано издание. Мојот денешен гостин и соговорник е 26 годишниот Наум Ивановски. Ни доаѓа од Крива Паланка, живее во Штипа, повремено си живее исто и во главниот град, односно во Скопје. Со Наум малку ќе проговориме за музиката секако, која што ќе биде фокус на ова наше денешно музичко дружење. Ќе го запознаеме одблизу, ќе видиме што прави во слободното време, меѓутоа и ќе ни сподели нешто повеќе за соработката со Андријана Јаневска, со другите музичари и се останато поврзано со музиката. Јас да не должам многу во најавата, Наум веќе почна да ни свири нешто тука во студиото. Наум, добри дојде, како си? Добро ве најдов, добар ден. Добар ден до сите гледачи. Ви благодарам на поканата и многу ми е драго што Денеска ќе се дружиме и што поддржувате млади артисти. Така, впрочем и мојата првична идеја за една ваква авторска емисија е покрај оние веќе познатите да си поддржиме и млади луѓе кои што создаваат, кои што творат и кои што прават нешто секако. 26 години ни доаѓаш од Крива Паланка, ни дојде со твојата гитара, меѓутоа и со најновата четврта песна Заборави, пред да почнеме со се она кое што со твојата приказна ќе започнеме од самиот почеток. Кој е Наум Ивановски? И ајде, едно мало представување пред нашите гледачи. Наум Ивановски, значи, доаѓам од Крива Паланка, како што и вие најавивте, со уметничко име Нани, така, не го споменавме тоа во најавата. Со уметничко име Нани, 26 години, свирам гитара, текстописец, пеач, еве од 2019 мислам беше првата песна, 2017 поточно, извинете. Така. Кога ја објавив првата песна. Многу ми е драго што ова ти е и прво телевизиско појавување вакво, во ваков формат. Првата песна ќе почнеме и од таму. Како се раѓа љубовта? Ти студираш на Филолошкиот факултет на германски јазик, ништо поврзано со музика. Ништо. Наумак, ајде Нани, можеме Нани. Како се раѓа љубовта кон музиката на Наум Ивановски, кој му ја пренесува, можеби? Па, вака, јас уште од мал ја имав љубовта кон музиката, сакав да имам свои авторски песни, ама исто така да тие авторски песни да бидат мои текстови, значи сам автор, кант автор на, ако можем да кажам. Тоа ќе го поврземе со факултетот? Не, тоа е како почна како хоби. Она нишка на љубовта можеби кон книжевноста, меѓутоа без разлика ти студираш германски јазик, меѓутоа од каде се јавува желбата за текстописец, за кант автор? Желбата, како што кажавме, уште од почетокот на средно образование. Ти знаеше дека ти ќе си ги напишеш песните кои што еден ден ќе ги пееш? Предпоставував дека еден ден секако ќе почнам да пишувам свои песни и да објавам, и еве веќе дојдовме до четвртата песна. Так, Заборави, за која што впрочем и фокусот ќе биде на ова наше денешно дружење. Како се создава, ајде, од првата песна па се до Заборави или до четвртата, кој се е вклучен во процесот на создавањето на песните на Наум Ивановски? Па првата песна, Зошто ме остави, е снимана буквално од аудиото е снимано од телефон, заедно со еден мој пријател. И направивме аранжман со телефонска снимка, како се викаше апликацијата, не знам, преку од iPhone за правење аранжман, за правење музика и отпосле видовте дека добро излезе сето тоа? Добро излезе. Во меѓувреме ми се случи една непосакувана ситуација, ми се случи сообраќајка. Долго време бев со повреди, не можев да се мрднам од кревет наискрено. И од тука дојдоа емоциите
За текстот, за претпоставувам. првиот текст, а во меѓувреме во најтешкиот период, во тој најтежок период и се случи како да кажам, се случи И некои други животни околности, некои можеби? други животни, кои што беа- љубовни околности, искушенија. љубовни искушенија, да. Да. Во Значи најтешкиот тука, така, во период најтешкиот период се тука јави инспирацијата. дојде инспирацијата, значи тие болки ми создаваат текст, ми создадуваат да создадам, ми овозможија, можем да кажам, да Така. создадам текст кој што го напишав само за 15 минути. Така. Ти се јавуваш и како автор на сите 4 песни, претпоставувам. На каков одзив наидоа песните на еден 26 годишник кој што со музика се занимава од хоби, јас ќе кажам, бидејќи професијата ти е сосема нешто друго. Како реагира публиката на твоите песни? Имаш ли настапи? Можат ли некаде да те слушнат како изведувач? Па настапи сега за сега се уште немам, но би сакал да имам Претпоставам во секако. друштвото си главен со гитарата. Во друштвото, и со да, песните. секако. Се знае кој забавува. Да. За забави уште немам, ама би сакал Ке да... има секако, ова е здравје, почетокот и... почетокот на кариерата. И памтам дека уште од мал имав една играчка како гитара Аха. и од тука ми дојде Значи, љубовта. од многу мали нозе е љубовта Така. кон музиката и кон свирењето, можеби. Ти цело време се држиш гитарата, јас сакам нешто и да засвириме, ајде да не биде да зборуваме напразно, па да видиме, ајде, како ти ни ја доловуваш. Па еве би ја отсвирал во оваа прилика песната Ако некога се појавиш, исто во соработка со Андријана Јаневска. Да, нешто подоцна ќе споменеме за таа соработка, меѓутоа ајде да слушнеме на. Да можам да го вратам времето, се би сторил да бидам твој. Ме гледаш ли мене во него, те правили среќна тој. Да можеше да биде ко порано, ние заедно повторно поминуваш без Бог до мене, но знај, луд сум по тебе. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови. Прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови. Прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Да се врати времето, да биде пак ко порано, јас и ти повторно, крај би било небото. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови. Прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај. Ако некога се појавиш ти, не ти требаат зборови. Прегрни ме пак со оној сјај, шепните сакам до безкрај, до безкрај. Ова делува многу распеано, многу разиграно и остава впечаток дефинитивно. Претпоставувам и другите песници со ваква тематика, Заборави, последната. До сега, да, сите 4 песни ми Значи, се она поврзано со љубовта. љубовта. Колку љубовта е инспирација за Наум Ивановски? Сега за сега инспирација ми, љубовта ми е најголема инспирација за Нани, ајде за соработката со Андријана Јаневска, како таа учествува во ова ти што го создаваш, како голем уметник и музичар, како се изнајдовте токму со неа? Па доста, како да кажем, спонтано. Само се слушнавме преку... Претпоставам ја следиш телефон. незината кариера, Да, незината да, големина како музичар? да.
Се слушнавме преку телефон. Здраво, јас сум Нани. Аха, Така, со околу договарање, песна, сакам да снимам песна. претпоставувам Јанеска беше отворена за соработка Секако, и да, и баш сум и благодарен за тоа. И уште кога влегов во студио, таа виде во мене нешто, некој X фактор. некој X фактор, да. Ајде за Се Бурави. воодушевува и од тоа што сум можеби првиот артист што доаѓам кај незе во студио, а да биде мој текст. Аха, кој што се јавува како свој текстописец. Како свој текстописец, бидејќи таа обично некогаш и за други артисти знае да исто пишува текстови, ама барем во мој случај јас кога одам кај. Така, имаше ли сугестии од неа, совети за како понатаму можеби во кариерата ќе продолжи ли соработката? Па се надевам дека ќе продолжи. Сугестии има Секогаш, нели? Секогаш да, може и да. подобро, може и поинаку. Мали корекции, но тоа се мали корекции, да. Така, кои што Да. се секогаш конструктивни и добре дојдени. И Нани, добре како се дојдени. создаваше за Бурави? Тоа е твојата најнова песна. Претпоставувам, односно знам дека има и излезе и спот за песната. Која што ќе ја чуеме и пред нашите гледачи малку подоцна, меѓутоа ајде пред тоа приказната за Забурави, кој се беше вклучен во Забурави, колку време се подготвуваше, како да подготовките околу обработката и нели излегувањето на оваа песна. Заборави беше планирано да биде објавена во летен период, пошто така ја осетив песната, пошто артист кога прави музика треба да осети дали тоа Дали тоа е тоа? дали тоа е тоа. Па се размислував кога, како што и некако ми дојде до идеја да објавам како летен хит, но од некои работи, Лични причини. па и лични причини и спотот требаше да се снима, не Добро, не оди се по да планот како да, што е замислено. не успеавме да го снимаме за да биде пуштен во етер во лето. Август беше планирано, но не успеавме преди тоа што и јас бев зафатен и исто така продукцијата Steady Fall, Стефан Димитриевски да го поздравам во Да, оваа. дефинитивно ќе ги поздравиме. оние кои Стефан што се- Димитриевски и фотографот Кристијан Крајчевски. И конечно најдовме термин да снимаме, и тој многу зафатен со многу и познати артисти. Најдовме термин да снимаме, отидовме на Галичник, една локација, снимавме на Галичник и утрето ден снима со девојчето од спотот кадри. Така. Јас ќе предложам овде да направиме на кратка пауза и да ја погледнеме Заборави. Па подоцна ќе се вратиме во студиото и ќе ја продолжиме приказната како за неа, така и приказната на Наум Ивановски. Почитувани гледачи, Заборави од Наум Ивановски Нани. Уживајте! Сама, ноќва ме сонуваш, мене нема веќе назад. Одамна заборавив на тебе, твоите солзи лажливи нема да ме вратат. Твојата насмевка одамна за мене не постои. Сега ме бараш и се каеш ти, за тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш, доцна е да се вратиш.
Одамна веќе те нема, ставив крај на се. Од тебе доста ми е, твоите солзи лажливи нема да ме вратат. Твојата насмевка одамна за мене не постои. Сега ме бараш и се каеш ти, за тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш, доцна е да се вратиш. И се каеш ти, за тебе немам време, ништо веќе не ми значиш. Се што било заборави, сега ме бараш и се каеш ти. Доста беа лаги, не е тешко за да сватиш, доцна е да се вратиш. Така се враќаме повторно назад во студиото. Тоа беше четвртата најнова песна од мојот денешен млад и надежен артист Наум Ивановски или Нани. Каков е одзивот на оние кои што те поддржуваат досега, оние кои што те запознале досега како артист од Заборави, допрели до публиката, така ќе ја кажеме, твојата поддршка која што досега нели те поддржува во она кое што го правиш, Нани? Можем да кажем дека новата песна остави најголем впечаток до сега во смисла на статистички гледано на YouTube, бидејќи песната немаше и еден ден собра некаде околу 1500 гледачи, што за мене е искрено, за разлика од претходните песни. За мене искрено тоа е напредок и гледам дека стварно им се допаѓа песната на публиката. Од кога ја добиваш најголемата поддршка и мотив за сето она кое што ти го правиш? Најголемата поддршка ја добивам секако од моите родители, од мајка ми, татко ми, брат ми. А мотив добивам инспирација, пример, од Тоше Проевски, многу го слушам. И некако имам инспирација и во смисла на музика и во смисла на текстовите по кои да се движам. Сега планирам здрави ако успеам да малце да сменам тематика во некој од наредните песни. Да, тоа ќе те прашам, што ќе се случува во иднина во другите, можеби планирани песни, ќе промениш ли нешто во стилот, во Па ако ми успее, можеби ќе сменам некој стил за некоја друга тематика, а ќе остане стилот на музика поп-рок, забавно. Ти си нестрплив со гитарата, јас сакам ајде уште малку нешто да отсвириме, можеби рефрен од Заборави? Па би сакал да отсвирам една омилена песна моја од господин Тоше Проевски. Ајде. И мене ми е омилен Тоше за секогаш. Љубовта е икона, знаевме да кажеме, секоја ноќ заклетва. Ветрови на небото можевме да сопреме, само Бог знае се зошто отиде. Зошто отиде. Заспивам само да бидам со тебе, макар на сон да сум твој.
Но сонувам како ти со друг ќе кориш, со непознат поглед минуваш, минуваш. Барем да се јавеше, збогум да кажеше, последен бакнеш за крај. Нешто што ќе трае, долго да ни остане, или да ми каже зошто отиде. Во мене уште огнот гори не згаснат. Се бледо лажно знам, без тебе не можам. Заспивам само да бидам со тебе, макар на сон да сум твој. Но сонувам како ти со друг ќе кориш, со непознат поглед минуваш, 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 минуваш. Прекрасно. Секоја ти чест. Колку во Крива Паланка веќе знаат за Мани и за музиката која што тој ја создава? Колку таму поддржуваат твоите сожители, можеби? Па поддржуваат, има доста. Ќе ме видат по кога сум излезен, ќе ме видат. Здраво. Веќе те препознаваат? Не препознаваат некој, баш ми е мило за тоа. Супер, така. Кога нова песна. И... се гледаш ли во иднина како музичар кој што ќе забавува публика со настапи? Секако, баш го... Тоа е и целта, претпоставувам. Тоа ми е и целта, да, затоа и го работам ова и не планирам да застанам. Никако застанување сега... Да, секако... Тоа е патот, веќе си почнал? Да. Има ли во иднина планови што ќе се случува на агендата покрај Заборави? Се спремали нешто ново Нани, што да очекуваме од тебе? Па се надевам дека, како што кажав, имам почнато некои текстови, си ги пишувам на ноутс во телефон и се надевам дека нешто ќе излезе. Па здравје Боже, ако успеам нешто да создадам, 2 песни оваа година планирам да објавам. Така. Сега уште не е ништо финиширано, ништо не е готово, не знам, не можам да откриам наслов. Треба да го завршам текстот и околу музиката. Инаку кога бев последниот пат кај Андреана на снимање, баш таа ми спомна, не си правиш текстови си. Моја препорака ти, ако сакаш, а гледам дека стварно се трудиш, мислам, со тие зборови. Баш ми е мило што и таа открила тоа што дека се трудам за тоа таков артист, таков пеач во Македонија. Да се потрудам и јас да создадам, да се вклучам во ангажманот на музиката. Инаку не спомнав, гитарите во песната се свирени од Драган Гиновски Гино. И електричните гитари, бас гитара, доколку јас се вклучив сега во оваа песна во позадина со акустичната гитара. Така ќе ги поздравиме еве сите оние кои што се вклучени во создавањето на твоите песни. Поздрав до сите, поздрав до Андријана Јаневска, до... Така, ќе упатиме еден поздрав до сите. Наум ние сме веќе при крајот на оваа наша музичка дружба. Споделивме повеќе за она кое што ти го создаваш, за тебе, за приватниот, за личниот живот. Пред да ти доделам еден вредностен ваучер, јас би сакала, ајде гитарата не ја испушти од раце, уште нешто да отсвириме дали од твоите песни, дали од некоја твоја друга омилена. Па може уште една песна од Тоше да отсвирим, рефрен. Од Тоше, никој како тебе не бакнува. Една од најубавите. Ајде.
Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам ден. Тоа е. Одлично, Нани, ти благодарам за разговорот, ти благодарам за тоа што ни ја донесе твојата гитара и ни отсвири и дел од твоите песни и нашиот никогаш не прежален и за секогаш најдобар Тоше Проески. Јас ќе ти се заблагодарам овде за гостувањето. На секој мој гостин му доделувам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели Smart Service. Тоа е еден сервис за продажба и поправка на мобилни телефони и се она кое што е поврзано со мобилните телефони. Можеш да си го искористиш ваучерот дали за маска, дали за фолија, дали за слушалки, се она во износ од 500 денари. Smart Service можеш да си ги најдеш во трговскиот центар во Лисиче. Лесно ќе ги најдеш. Smart Service на Instagram, Smart Service на Facebook ја имаат оставено и нивната локација, така да со здраве да си го искористиш ваучерот. Со тоа ќе ти се заблагодарам уште еднаш што беше дел од своја страна. Ние секогаш ќе бидеме на страната на младите артисти, уметници кои што нешто создаваат и кои што прават и да се гледаме за нови песни, нови создадени дела од тебе, меѓутоа и на твој настап. Јас ќе посакам и таму да се видиме секако, бидејќи нели целта и идејата на сето она кое што ти го правиш е да те видат што повеќе луѓе и да ги забавува, што е целта на музичарот и на артистот, ќе се сложиш со мене. Да, токму така. Ви благодарам уште еднаш на поддршката, на поканата. Поздрав до сите гледачи. Па се надевам ќе се гледаме. Ќе се гледаме така и во некој друг формат, можеби на емисија. До крајот на годината здравје, па и пред крајот на годината здравје со нова песна. Со нова песна и промоција на истата. Јас ќе посакам овде да се одјавиме со уште една твоја песна пред нашите гледачи. Со која, Нани? Со првата моја песна, Зошто ме остави, исто има видеоспот. Така, таа ја споменавме како една од подрагите, каде што се јавуваш нели првично како текстописац. Да. Зошто ме остави, почитувани гледачи, Наум Ивановски, Нани. Се надевам дека со оваа музичка дружба успеавме да го задржиме вашето внимание. Јас уште еднаш од овде ќе упатам еден апел да ги поддржуваме сите оние млади луѓе, млади уметници кои што навистина имаат талент, создаваат нешто свое и го одбрале патот на музиката, уметноста, книжевноста и се она кое што спаѓа нели под уметност. Ве поздравувам овде и посакувам да се видиме за токму 7 дена од сега во истиот термин на фреквенцијата на телевизија Сонце. Не доби
čustvo to, no ti se promeni.